Во интерес на вниманието на јавноста за тема која од утринава е од особен интерес и во интерес на целосната вистина, должен сум да соопштам дека, за жал, и јас станав еден од оние што во изминатите неколку години се измамени во добро организирана структура. Тоа се структури што излекуваат придобивки од нови облици, алатки и тактики за медиумска дискредитација, медиумско влијание, најчесто насочени против личности и земји со евроатлантски аспирации. Ова е еден од оние обиди за директна штета на нашите стратешки интереси да го завршиме процесот за нашето членство во НАТО. Тоа се добро организирани структури за ширење влијанија во интерес на трети страни. Тоа не е тешко да се процени дека е така, кога е сосема очигледно јасно дека манипулациите по правило извираат и доаѓаат од пропагандни медиуми со изразени анти-НАТО ориентации, а во нашата земја први ги пренесуваат медиумските канали што секојдневно шират лаги, анто-НАТО пропаганда и дезинформации. Во овој случај мета на една таква политичка дискредитација сум јас, но не сум единствен. На ист начин, истите измамници во април годинава успеале да изнудат измамнички телефонски разговори и со францускиот председател Емануел Макрон, кој мислел дека разговара со новиот украински председател Владимир Зеленски. Во мај 2018 година измамниците разговарале со поранешниот британски министер за надворешни работи Борис Џонсон, представувајќи се како ерменскиот премиер Никол Пашијан. Тие успеале да дојдат и до Елтон Џон. Во 2017 жртви биле поранешниот грузиски председател Михаил Саакашвили и генералниот секретар на НАТО Јанс Столтенберг, а во 2016 измамнички настап имале кон турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган. Листата покажува дека сум во добро друштво. Секако покрај споменатите има уште многу председатели на држави и други јавни личности, како што е Кличко, гувернерот на Калифорнија, председателот Јункер, Лукашенко, Ники Хејли, Џукановиќ и многу други. Почитувани медиуми, во еден дел на објавените телефонски разговори се извршени сериозни интервенции и се ставени во контекст кој не е автентичен, поради што се извлекуваат невистините заклучоци. Таков е објавениот дел за прашањето на Македонската православна црква. Тоа е дел од разговорите во која е направена интервенцијата. Таму јас единствено зборувам за мојата определба МПЦ да добие автокефалност. Исто така, никогаш не бил спорен, ниту скриен мојот став со давање на конкретни придонеси и подршка на МПЦ дома и во странство. Останатите делови од објавените разговори само ги потврдуваат ставовите кои јас ги застапувам во јавноста постојано кога се во прашање интересите на нашата држава. Овие разговори ја покажуваат мојата постојана заложба и посветеност на стратешките определби на нашата земја. Го повторувам ставот кој се однесува на незаконските активности на странски агенти, како што е поддршката за Велика Британија и нашата мерка за прогласување на персона нон грата на еден службеник на една амбасада во Скопје. Во разговорите се слуша мојот став против промена на границите и размена на население во заштита на мирот на Балканот и против опасноста од нови војни на Балканот. Разговорот ја покажува мојата верба во тоа дека договорот со Грција ќе успее за да се реши тридеценијски спор. Во тој разговор ги повторувам вредностите на договорот за загарантираниот македонски идентитет, македонски јазик и терминот македонци како наш идентитет. Зборувам за придобивките и од договорот со Бугарија. Велам дека нема докази дали Иванов е директно подржан од Русија и Турција и дека ако Иванов покажува близкост со Русија, тој има право на сопствено мислење. Потврдувам дека САД и подпредседателот Пенс ја поддржуваат Северна Македонија и дека референдумот е наша борба како граѓани за подобар живот во земјата. Го пренесувам во разговорите мојот личен став дека ќе направам се што треба за автокефалноста на Македонската православна црква и дека на таа тема сум имал разговори со претходниот грчки премиер Ципрас. Пренесен е разговор во кој велам дека лично ќе помогнам да се најдат решенија за сите отворени прашања, меѓу кои и прашањето помеѓу Белград и Приштина. Почитувани представници на медиумите, ова е нов аларм за нас и за целиот демократски свет,
кој налага силна потреба за сеопфатна, организирана борба против лажни вести и манипулации. Она што можем да го кажам е дека прифаќам, дека сум жртва на мојата отвореност и постојана достапност за сите. Јас сум на постојана отворена линија со сите наши стратешки партнери, како и со граѓаните. Тоа е така само заради тоа што за мене секогаш врвен приоритет се интересите на државата и на граѓаните. Сепак, овој случај потврдува дека ќе биде неопходно да се преиспитат и да се преименуваат сите протоколи за безбедна комуникација, иако овој случај укажува дека тие се постојано на удар и на инвентивноста на господарите на организираните напади против земји членки на НАТО и против земји со евроатлантски аспирации. Најавувам дека многу брзо во наредниот период владата на Република Северна Македонија ќе излезе со итен план за одлучна акција против оваа специјална акција за ширење дезинформации, план кој ќе биде осогласен со интересите на сите наши сојузници на НАТО, еден огромен дел во духот на севкупните реформски процеси кои што и во моментот се одвиваат во државата заради нашето идно полноправно членство во НАТО.